Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. И денес имаме и нови места. Си ги заменивме Имаме местата. нови места. Не знам како изгледаме сега вака променети од една и од друга страна, ама нека биде малку интересно. Па среда е среќен. Ти бараше. Јас барав да видам како оваа страна, знаеш, жените имаме ние поубава страна, јас се уште ја немам откриено. Ти На радио требаше- работејки не ми требало поубава страна. Почнавме крај на мај, ти требаше толку време да ја откриеш твојата пубава страна? Па веројатно За на да, телевизија? полека јас правам промени во животот, полека, а полека и годината се изминува, го уживаме 189-тиот ден од годината, до крајот ни остануваат 176 дена. 18-ти ден од ова лето, господово, од 2026. 3 недели поминале, знаеш дека денот веќе ни се намалува, нели, од Кога се зголеми, кога се намалува, да. од првиот ден на летото, веќе по малку, имаме се пократок и пократок ден. И мајке предвид на какви температури имаме, ако сака нека се стемни во 5, навистина немам проблем. Мислам дека и ние луѓево со температуриве не знаеме каде тераме. Па не Ќе знаеме. дојде ладно, ќе бараме топло. Ќе Многу дојде сакам топло, ладното. бараме. Многу сакам ладното, многу едноставно се затоплуваме, само облекуваме плюс еден џимпер и тоа е тоа. Памтете го датумов, денеска сме 7, Памтете го 8 малето. јули 2026, ќе те прашам негде на 8 јануари 2027. Знам кој нема да го памти, него ќе го извади како рилче овој муавет, па на 8 јануари повторно ќе бидеме со нешто друго. О, да. Звук што се гледа на Радио 2 е убаво што спомена да го поздравиме и колегата нашиот техника, нели си имаме колеги тука во режија, Какоринов, Игор Какоринов, што Направи го кафе? пренесува сигналот моментално на Радио 2. Апсолутно, мислев дека за кафето го поздравувам, Кафе ама сам си правам јас, тебе ти прави кафе, Добро. јас си направив сам кафе. Да. На тема Инстаграм и социјални мрежи и сето она каде може да не гледате, ќе ви раскажеме и ќе ве поканиме и вие да бидете дел. Очигледно не ми е доволно кафе. Добро утро. Добро утро, Македонија. Реков да ве подсетиме на социјалните мрежи, апсолутно сакам тоа кратко да го направиме. Facebook, Instagram набарате како Радио 2 МРТ, таму ги испраќате во сандаче вашите фотографии, можеби видеа, што е она или коментари. Позитивни, негативни коментари, се она кои што мислите дека треба да стаса до нас, а ние се што мислиме дека треба да стаса до вас назад, ќе го испрезентираме во следните неколку дена. Нели се радуваме на секоја фотографија која што вие ние испраќате и доколку ни се допадне истата си ја видите на телевизија, од нас добивате една ваква чаша за да се пиеме заедно првоутринско кафе. И еве првата и единствена фотографија за денес, која што ни ја прати, ти ми ја И испрати. наш колега денес не е на работа, Саше, кој обично е позади камерите. баш Ова е во убаво. Марков манастир, Маркова Сушица направено. Преубаво Малку изгледа. само додадено некои бои, ама ете една убава вечер таму покрај Маркова река. Знаеш што гледам кога ги зборуваш социјалните медиуми, не одиме лайф на Инстаграм, прати таму што што треба да пратиш. И не стиснав, да, до мене е И да проблемот. стиснеш, ето така гледаш. Стиснато, Ето браво. така. Да кажам дека одиме лайф и на Facebook и на Инстаграм, јас Во затоа моментот. и гледам тука во мониториве, си ги следам тие ситуации, па ако начекаме некој коментарче, секако дека сме тука. Радио 2 МРТ, наши социјални мрежи. Како ви почна ова утро? Нас гледате малку разборено. Па како за Хаосно среда, малку, баш добро. баш како за средина на работната недела. Да провериме какво Какво е ќе биде времето. времето и совраќајот, се враќаме за некоја секунда. Заборавила она да стисне да одиме во живо на Инстаграм, после колегите криви. Никогаш не сум рекла дека некој друг е Се крив. шегувам, нема врска. Што вели 20 и колку? 21 степен во центарот на Машалла. Скопје во овој момент, што ми е малку за неверување, 7 часа 35 минути, но она кое што не ме радува, а е во составен дел во денешната прогноза е дождот кој што се очекува некаде по 18 часот да ни се појави во главниот град, а таква слична температура ќе имаме и во останатите градови, значи температурата нема да надмине над 35 степен, што е апсолутно супер со оглед на тоа што е 8 јули. Од друга страна пак во следните неколку дена очекувајте намалување на температурата за неколку степени. Првите грмежи после денешниот ден ги очекувате во недела. Ај сега јас малку молчам да видам Колку е Каква е feels like, состојба? колку 21? Денеска е потопло утрото. Ако е потопло 21. утрото е feels like
се чувствува спарината? 17. Добро, супер. На државните пати 17. Така вика. Така Нема вика. шанси. Па Мислев така. дека се шегуваш. На државните патишта се вози без проблеми утрово. Каква е состојбата на граничните премини? Дали има гужви, дали нема, бидејќи состојбите таму се менуваат, нели, од минута во минута. Чекаме да ни пишете. Радио 2 МРТ сме на Facebook и на Instagram. Ако сте на Табановце или на Богородица, добро утро. Убаво да си И нека ви е поминете со на море. среќа. Нека ви е со среќа. Ако има гужва, ако нема, уште повеќе среќа. Одличен музички избор Зорке и денеска. Благодарам. Ме инспирираше утрото да станеме расположени, да се распееме. Оваа следнава сигурно знаете и сигурно заедно со нас ќе пеете. Добро утро. Елена и Ламбе, најдобро до сега, ги слушаме сега на Радио 2. Звук што се гледа, тука сме Дали до ова најдоброто 8:00. издание до сега? Не знам, ама ќе се трудим. Твое? Ке видиме. Промени страна. Уживаме со македонска музика до 8 часот. Добро утро, ова е Радио 2. Го броиш времето во себе, ништо не ми кажуваш мене. А знам јас убај зборој имаш, но ги криеш од мене. Го броиш времето во себе, ништо не ми кажуваш мене. А знам јас какви мисли имаш, но ги криеш од мене. Бега, 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 кажи ми ти сега, сега ти викаш. последна ноќ, како сум сама, љуби ме најдобро до сега. А времето ми бега, 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 сакај ме ти најдобро до сега. Последна ноќ, како си сама, ке љубам јас најдобро до сега. Но времето ни бега, 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 ке љубам најдобро до сега, сега. Од утре јас кај друг ќе бидам, броиме минути време. А пред да одиш, дај ми малку љубов. Што ја кријам од тебе. Бега, 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 кажи ми ти сега, сега ти викаш. последна ноќ, како сум сама, љуби ме најдобро до сега. А времето ми бега, 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 сакај ме ти најдобро до сега. Последна ноќ, како си сама, ке љубам јас најдобро до сега. Но времето ни бега, 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 ке љубам најдобро до сега, сега. Те сакам јас, иако не признавам. Те сакам јас, иако не признавам. Последна ноќ, како сум сама, љуби ме најдобро до сега. А времето ми бега, 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 сакај ме ти најдобро до сега. Последна ноќ, како си сама, ке љубам јас најдобро до сега. Но времето ни бега, 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 ке љубам најдобро до сега, сега. Ете, ние расположени и размрдани, ама и вие расположени и размрдани. Пред да продолжиме со се она кое што беше на дневен ред, кратко да ја поздравиме Кики и да ја поздравиме Анита од Охрид, вели
позитивни вибрации ни испраќате поздрав од Охрид и ве чекаме. Ох, како ви отишле Колку убаво сега. замисли утро сега Охрид, езеро таму си пијат кафе и слушаат Радио 2, утро сончево, зарем има нешто поубаво. Па нема, бе. Кој не поздрави од Охрид, Анита? Анита не поздрави, Еве и имам драги. многу фотографии кои што веројатно во текот на утрешниот ден ќе ви ги споделиме. И драги не поздрави. Види ја фотографијава, драги, плажа и Многу се Радио 2. радувам, многу се Ау. радувам што не носите на секаде со вас каде и да сте. А време е да ви кажеме што се е важно за да знаете на денешниот ден. Првата задача ќе биде доста едноставна. Ќе треба да направите нешто што ве радувало кога сте имале 10 години, бидејќи денеска е денот кога треба да бидете повторно деца. Ама оние добри деца. Добри, послушни, мирни, умни. Мирни дечиња. Кога последен пат Зорка направи нешто само затоа што ти беше забавно со оглед на тоа дека имаш 3 дечиња Го дома? правам секој ден. Но Верувам. ете лично за себе кога си кажала нема никој да дознаем, ова го правев на 10 години. Така, знаеш Па, некогаш да направиш такви работи? Дел од игрите кои што ги играме, играчките кои што ги купуваме, се малку и за мама и за тату. Добро. А никој не мора да знае. Вториот ден нема толку многу да се допадне на сите, предпоставам како и на мене, зависи што и Па, како сте љубеле во училиште. Види, многу е интересно кога треба да направиш некакви калкулации, денес е денот на математиката. Нема да се испрашуваме таблици, множење, делење, ама математиката, иако можеби сме си рекле кај ќе ни треба синус и косинус, многу често ја користиме во ситуации кога треба да пресметаме. Имав 500 денари, како стигнав до минус 200? Например. Или уште потешка равенка, колку точно време треба да помине за да може повторно да нарачате кафе без грижа на совест или да си купите уште еден сладолед, ако ви И се правиш јави. на ChatGPT. Имав 500 денари, како стигнав до минус 200? Може ли да ми израчунаш, те молам? Ето ти. И Додека било светски ден на математиката и вели секако дека можам. Например, напиши вака, почетна состојба 500 денари, трошок е добро, окей. Треба да ми дадеш конечен резултат само, кратко и јасно, без филозофии. ето. Многу интересно. Славиме со ChatGPT. Славиме, да. И правиме математика. 700 денари, разликата била. Ако Не си е имал баш 500 така. денари, а сега си на минус 200, разликата е 700. Не, супер што е разликата 700, него може требаше и да ти пресмета со која просечна брзина можеш да ги потрошиш ти. Добро. Знам јас кога одам во шопинг која е просечната Добро. брзина и последниот ден за денес. Некој ни недостига, ова ќе мораш ти, бидејќи си поголем емотивец, малку повеќе да го објасниш. Може. Тоа е некој човек кој што ти недостига или во случајов Не Миленич. само некој, нека се и некои луѓе со кои Добра. што не сте се чуле многу одамна, не сте воспоставиле контакт, може да бидат пријатели од детството, може да бидат соклупници, имаш еден таков збор, тоа се луѓе со кои што сте делеле училишна клупа, може да се некои драги ваши сакани, може би роднини кои што не живеат повеќе овде. Денес е супер ден, од нигде никаде да им испратите порака и да ги прашате како сте, па и да започнете некоја конверзација. Ако некој ви недостига, не чекајте предолго. Едноставно пишете ја пораката. А вие останувате со звук што се гледа на Радио 2. Добро е, Анистасија, гостинот. Тука. Ни дошол со 3/4, како и секој млад човек, не ни го пуштаа да влезе во институција. Ама сега е тука. Ама како вас, девојчињата, секогаш ве пуштаат со сукнички и Зошто такви јас треба работи на по ова да сите одговарам Не, рано ова по треба собања? тема да го направиме. Ќе го направиме. На вистина тоа е дискриминација. Добро. Ако ова утро Така е, нема, значи, еве, не слушаат во институции кај нас. Нека пишат и машките и женските. ова може за после 8 да го За после 8 дискутираме со со оглед TikTok на да тоа го што ќе имаме дискутират. малку повеќе време, Е, така. а тој TikTok има најмногу богато искуство. Ризница има на оваа тема. Знам. Тој знак доле е за TikTok. Пионер е во тие расправи, тоа Така го е. знам. На тема TikTok, мислам дека е време Плаж. да слушнеме што е тоа што ни го подготви тој. Има можност да живее на плажа и да гледа разноразни луѓе околу себе. Што е она што најчесто го среќаваме на плажа? Што е тоа што најчесто го среќаваме на плажа? Типови на луѓе кои што најчесто А, типови на луѓе, добро. Ајде Ајде да да видиме. слушнам, баш ме интересира. Ајде да видиме. Плажата е единственото место каде за 5 минути ќе сватиш дека човештвото е многу покомплицирано отколку што изгледа. Зошто? Прво, тука се резервирачите на лежалки. Во 6:30 ставаат пешкир, книга, шише вода и една влечка и ги нема до 11. Лежалката е сама, ама има поголем статус од паркинг место усред центар, да знаеш. Потоа, на второ место ти е мониторингот.
Тоа е човек што не дошол да се сонче, туку да води евиденција. Кој колку се здебелил, кој со кого дошол, кој со кого си отишол. До пладне веќе има материјал за 3 семејни ручеци и 2 Viber групи. И одма до него е оној кој што зборува на телефон цело време, односно не разговара, туку малте не прави пренос во живо. Цела плажа знае дека Гордана пак не ја пуштила фактурата, дека деверот купил кола на кредит и дека малиот пак паднал по математика. И на крај на разговорот, ако некој те праша што работи неговата снаа, ќе дознаеш. Не затоа што ти кажал, туку затоа што нема шанси, а да не слушнеш. Потоа доаѓа диџејот со звучник. Мисли дека е на некој собствен музички настан и дека неговиот музички вкус е еднаков на сите други, па прави некоја јавна услуга. Никој не го бара, ама до тебе. Бранови против турбо фолк. Галебите кодат денсаат на Тиесто. И не смееме да ги забравиме родителите. Дојдени да одморат, ама носат количка, 3 торби, чадор, кофички, душеци, игрицки, сокови и изгледа као да отвараат некој мини маркет на плажа. И најинтересно од се, на плажа никој не мисли дека е еден од овие типови. Сите мислиме дека проблемот е во другите, а реалноста е, ако не се препознаеш сами од себе си во овие групи, големи се шансите некој друг да те препознае и веројатно никогаш тоа да не ти го каже. Ама затоа тука сум јас да те подсетам. Плажата е единственото место каде за 5 минути ќе сватиш дека Ете сме. Какви луѓе сте на плажа, можеби не се препознавте, ама некој од вашите познати ќе рече: го знам, тој е таков и таков." Јас Така сега ќе што- имам некои 20 секунди, додека колку што ни трае джинглот, Добро. да станам и да дојде гостина. И замисли да си кој од испиете кафе. типовите на плажа. Да, имаме Да, кафе за пиење со може. еден гостин кој што нема да ви го откривам, а мислам дека во првиот момент кога ќе го погледнете веќе ќе станете за кого станува збор. Бидете тука. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Ете сме назад, таа е таа камера. Денес ќе имам задоволство и можност да разговарам рано утрински со еден од, па би рекла, слободно најталентираните млади актери. Човек кој подеднакво добро се снаоѓа и на сцената, и пред камера, и на стендап микрофон. Тоа го имам видено и искусено и во живо. И ме болеше стомак, морам да ти кажам, после настапот. На Инстаграм го гледате секојдневно, не тера да се смееме, а денес е со нас Антонио Ташковски. Добре дојде во звук што се гледа. Како си? Добро ве најдов, добро утро на сите и благодарам за прекрасната најава. Ти благодарам и баш што ми е дојде. драго што Не ми личиш што на те болело стомак ранобуден човек. после стендап. Да, ме болеше. Не си баш најранобуден? Да. Да, Како да, што така изгледа, е. така и е. Да, не сум баш ранобудник, ама и тоа сакам да кажам, ако ова го гледа или го слуша некој мој близок, 100% ќе си мисли дека ова е стара снимка од вчера вечер или нешто така. Да, во живо е, стварно е Во живо е, да. на вистина е. 7:49, јас сум тука, да. Ти си тук. Во живо, во најживо. Јас да ви го навестам микрофонче, Ајде, колку ајде. човек од радио, Човек од наместо радио. да каже, она си се размоабети. Јас се видов, малку го поднаместив, али благодарам во секој Благодариме случај. колега на техничка подршка. Имаш можност и имаш мисија да ги насмееш другите. Ама што кога тебе не ти е до смеење? Кого бараме во таквите моменти? Еве, да речеме, јас не знам да ги насмеам, знам можеби да ги расположам. Кого бараме ние кога не ни е до смеење? Кого бараш ти? Па, тоа што ги барам најблиските другари, искрено, за тоа што Има ете. некој што е посмешен од тебе? Па да, секогаш има. заверување, ама да, добро. Да, не, еве, да нескромно ќе кажам дека има и искрено да, тие ме знаат најдобро и нели моите дома се Така. разбира и знаат што најлесно може да ме насмее и кој е мојот тип на Што хумор најлесно и може да те насме. па треба да дојдете да поседите со нас Добро, и договорено, ќе видите. може. Верувам дека и вас ќе ме насмее. Не, верувам. Да. Јас не знам зошто, ама дека седиме, ти освен што сериозно ми одговараш на прашањата, јас така имам значи се смеам. Очекувам дека нешто ќе следи. Каде е границата помеѓу добра шега и навреда? Си имал ли искуство да го искусиш тоа? Дека малку претрав. Па таа е границата со Србија, Табановце. Аха. Да, Таа е таа. таму е границата помеѓу навреда Па, добро. и шега. Па искрено,
тенка е границата, да, помеѓу А многу е навреда и сладко шега, кога но- се оди на работ. Точно така, да, и во тоа е уметноста и би кажал и умешноста. Да се направи се добро. има вештината да можеш да го спакуваш, да еве би кажал во едно убаво пакетче и сето тоа да изгледа фино и сладко и да не е навредливо, а сама по себе навреда како навреда која навредил е ли некој кажана. на вашите стендап настапи? Имало ли таков Па, некој да ти не. да ти замери? Мислам, секогаш гледам дека не е наменето на некој, ама ако некој се препознае му е точна чевличката, твоја си е Искрено, Снежана, нели? имаше ситуација каде што погрешно ги разбраа нека работи, но потоа им беше објаснето од страна на Дека не е други, исто тоа. така од публика и моментот беше као да, окей, да, Не ти до е баш мене било. најлесно. Не ти е баш најлесно. Па не, ама искрено е презабавно. Па верувам дека тоа така. Да. Колку секојдневието и вестите кои што ги читаме секојдневно ти олеснува работата? Искрено многу, затоа Нели? што да. Непресушен извор сме секој ден. Гафови за добро утро, мислам онака дека има еден куп, така што за инспирација имаме дури и повеќе од доволно. Така е. Мислам да сме живи и здрави, ама И да стварно продолжиме знаеме натака. да. Едно прашање кое што нисам го поставила никогаш на никој актер до сега, ќе бидеш прв. Која е најнеактерската работа што ја правиш дома? Па од сите работи што ги правам дома, еве и тие домашните и некогаш кога животот те става во некоја ситуација да направиш нешто, мислам дека ниедна не е актерска, затоа што и тоа те подготвува за некоја улога утре што ќе ја играш и можеби ќе биде Ти потребно рече да. Антонио сега ќе фрлиш ѓубре. Ау, знам. Так. Да, јас имам ѓубре фрлано, со години се подготвував за оваа улога и штекер исто знам да сменам. Знаеш? Гума знаеш да смениш? Знам да сменам. и Браво. гума, да. Значи што и да играш нема да имаш проблем. Да. Што Едва е? чекам на филм да менјам гума, искрено. Да, ви Да, кажам. и ние многу сакаме да те гледаме како менјаш гума. Што е најглупавото нешто што си го купил? Имаш ли проблем со шопинг како нас жените? Да не се исконтролираш или не знам од овие онлайн платформи нешто, ама што баш не ти требаше, а ти го имаш? Искрено да ви кажам, ептен се трудам и успевам до сега да немам профил на тему и Немам ништо јас. немам се уште порачано. Кога нешто ептен ќе видам дека ми е потребно, имам еден другар, поздрав до него, на кој што му го испраќам Филтер ти е? линкот И ти и кажува? му викам брат вака и вака, Прекрасно. окей, ќе го порачам и да не гледам ништо повеќе затоа што сигурно ќе најдам уште нешто што ова можеби ќе ми треба, сигурно никош нема. Ја во моментов затреба. додека те слушам, мислам на најмалку две работи. Првото е кога возиш има едно како онаква на тапани. Ама тоа не е непотребно. Јас Многу е јас потребно. би си го порачал. Во Ете, можеби Скопје- затоа немам тему, затоа што Во Скопјески сообраќај тоа е многу потребно и другото е кога врне има вака напуштање едно за тој да го избришеш тој ретровизор од другата страна. леле Многу се преако. потребни, нели? Јас сум Преако. размислувана на ова пред да Тоа е доста практично, ама и ова сигурно и да намали стресната ситуација во сообраќај, Да, го прештадам. Мини чинели, да. Многу е добро. Не ми текнуваше зборот, фала ти. Во што си ужасно лош? Не верувам дека постои нешто вакво. Па постои Ама не постои. Значи искрено во стигање на време. Немам забелешка за денес. Да, за денеска нема забелешка да се потрудив, но често пати ми се случува картите да не ми се поделени убави карти и да Аха. ме фати гужва на 3-4 места. Особено во автокоманда гужвата знае некојаш на вистина да трае и да се стои во место. Ова сите што го гледате и Ако што го може мрднете, слушате, ако сте имајте во автоком. разбирање кога некој доцне од таа страна на градот. Да, значи во автокоманда може на вистина да има голема гужва, имајте разбирање за тој човек. Прајте се И дека, за мене, да. дека да. не го гледате Ненамерно го часовникот. правам тоа. И искрено, може би е шармантно. сакам секогаш да сум на време, затоа што не сакам да бидам сватен дека не го несериозен, почитувам туѓото време, го почитувам и сакам да сум на време, ама често пати тоа се случува да не е така. Но како и да е, секој ден се трудам, давам се од себе да стигнам на време. Ќе каде и посведочам дека си се подобар и треба. подобар. Колку од тоа што го гледаме на Инстаграм си вистинскиот ти? А гледаме доста на Инстаграм. Не знам дали си тој бата или тој другиот. Тој не, значи Добро. кога е некој Многу од моите бедливо алтер ега, го глумиш. Да. Кој е тој? Постои сигурно, нели? тој постои, тој е Роберт Габана, го гледате во видеата, да. Преак. Но јас сум многу различен од него, нели? А инаку тој што се представувам како Антонио, тој сум и
и во приватниот живот. Многу ми е драго, за жал немаме многу време повеќе да си Исто правиме мене морот. ми е баш драго. Кратко ќе ти заблагодарам што навистина даде вонсирески напори ово утро да станеш. Благодарам и на вас. Не, Дзиркав- супер ми е што стана вака порано. Рано посабале Ќе имам дзиркав. повеќе време да си завршам. Се согласувам, но она што ме загрижи е во 2:33 последен пат си го отфрил Вибер профилот. Гледаш тоа е како гледам? вистина, Морам да гледам кој да. гостин ќе се појави, а кој не. Фала Да. ти многу, Ептен ми е драго и продолжете да го правите тоа што го Исто и на правите. мене ви благодарам за поканата и супер беше што станав вака порано да ми започне денот. Ќе кажеш импресии на Инстаграм. Да. А вие останете овде, краток джингл, па се враќаме повторно. Будењето никогаш не било полесно. Со насмевка, ведрина и звук што се гледа. Супер интервју, истеравте и весело. покрај пожарникарските панталони кои што му ги дадоа колегите, Може би тоа е новата мода, да, благодариме до колегите што беа благодариме, толку инаку ќе слободни. останевме без гостин. Нема да остануваме без гостин, ќе се снаоѓаме. Она кое што многу ми радува ова Да. сабале е што ни е гласно во студиото, ама весело и се надевам дека гласно и весело од каде и да не гледате и слушате, останете во тоа добро расположение. Толку од нас, Зорка и Тик-так продолжуваат на Радио 2 по 8. Од денеска во ритмот на денот од 10 часот колегата Пеце Супер не, Хикс не да си го ти, јас најавиме. мислам, ти си. Ни се придружува ова лето. Еј, баш се радувам. Ете така, и тоа е тоа, со звук што се гледаме утре во 7:30. Благодарам за сите коментари на Инстаграм и на Фејсбук, А ги на имаше фотографиите ќе се вратиме ние веќе утре, може така? Може. Да видиме што се случува таму и нели што се ни пративте. Драгана, само сакам да ја поздравам, ни пиша неколку коментари. Драги и драга Симона, Симона, дали сте таму? повелете.